Добар ден, ви благодарам на одзивот. Денеска сакав да соопштам неколку податоци по повод денот на борба против ракот, што правиме во Македонија за подобрување на состојбата во борбата против ракот. Сакав да дадам неколку податоци за раното откривање на ракот, како еден аспект што ретко го третираме, тоа се хируршките интервенции. Во минатиот период работевме доста на засилување на раното откривање и тоа го ефективавме низ набавка на опрема и низ големување на бројот на прегледи. Така да, например, вкупни интервенции, прегледи за дојка, вклучувајќи мамографија, ултразвук, магнетна резонанса, биопсии се направени на 13.000 во 25 година. Ендоскопи, вклучувајќи бронхоскопи, гастроскопи, колоноскопи, се направени околу 18.000 вкупно. Со тоа што морам да кажам дека не сме задоволни од бројот на колоноскопи направени, земајќи во предвид дека сите граѓани над 50 години треба да направат една превентивна колоноскопија и ја ги охрабрувам сите возрастни да го направат тоа. Минатата година беше голем фокус на патологијата и на молекуларната диагностика. Многу работевме со Институтот за патологија, го зголемивме буџетот таму, го зголемивме буџетот во МАНУ, го вклучивме ПМФ во мрежата и успеавме дури да направиме и подобрување на кадрот. Значи има нови вработувања и на клиниката за радиотерапија и онкологија и на Институтот за патологија, вкупно 4 нови специјализанти. Тоа е добрата вест. Лошата вест е дека надвор Скопје на 2 обновени огласи за патолози, 5 места, мислам, вкупно не се има јавено ниту еден кандидат. И покрај ваквите ограничувања во кадрот, постигнавме над 20.000 хистопатолошки анализи да се направат во земјата и околу 2.000 молекуларни истражувања или генетски. Ова бројка ги вклучува и ретките болести, меѓутоа најголем дел од оваа бројка се малигни заболувања. И оно што работиме понатаму со Институтот за патологија, кој е главниот обезбедуваш новија услуги во земјата, е да го скратиме времето на тестирање од како морфолошки ќе се потврди дека е рак до генетската анализа со така нареченото рефлексно тестирање, да самиот патолог може да донесе одлука да спроведе втората фаза на истражување без нови упати. Да спомнам и дека во Охрид е опремена комплетно патолошката лабораторија во напорите да го децентрализираме теретот врз пациентите. Едно од работите што ретко се комуницира на денот на борба против рак е улогата на хирургиите. Во оваа прилика сакам да истакнам, значи во 25-та се направени околу 14.000 хируршки интервенции за бенигни и малигни тумори, од кои околу 8.000 интервенции се за инситу рак или суспектен рак. Значи во оваа фаза се услугите затварат без потврда од патохистологија. Ова е значителна бројка што нашите хирурзи во Македонија успеваат да ја постигнат и треба да им дадеме признање. Во однос на состојбата со онкологија и хематологија има мали поместувања, има објективни ограничувања и во однос на кадрот што можеме да постигнеме. Таму е слична ситуацијата за интересот за специализација како на патологија, значи нема висок интерес како за некои други специализации. И се надам дека многу брзо ќе има поместувања во 2 до 3 установи надвор клиниката за онкологија. Во однос на достапноста на лекови на онкологија, ние обезбеднивме рекордно голем буџет во 2025 кој беше 70% зголемен во однос на
2024 за да нема прекини на терапијата до април месец, кога треба да се изврши новата набавка. Во моментот комуницираме, не знаеме дека од 80 лекови вкупно кои се достапни, 4 се поради една или друга причина подолг период недостапни, тоа се поевтините цитостатици за кои генерално нема интерес од дистрибутерите да ги носат во земјата. Се прават анализи во онкологија и во фондот до каде потрошувачката на лекови од оние што се одобрени од поскапите лекови секако ќе се реагира навремено. При крај деталната анализа можам да кажем дека ќе ги пребродиме евентуалните проблеми, со тоа што кажавме на сите установи каде што се третира рак, онколошки каде што се третира рак, дека е крајно време да се обноват водичите за лекување на рак. Официјалните не се обновени од 2008 година, се водиме по нацрти неофицијални, каде што нема повеќе параметри, вклучувајќи општата состојба на пациентите и ефикасноста на терапијата. Зошто го кажам, со воведување на второ, трето ниво на заштита, значи збориме за третман на пациенти кои се веќе со метастази, ние мораме да имаме проценка за ефикасност на овие терапии. Овие терапии се исклучително скапи, доколку нема ефект, не би требало да се преминува за да ги имаме за сите оние што треба има ефект. И тука важна карика е 5 центарот. Јас сум благодарен, тие беа вчера тука, ми се чини на разговор, дека успеа да значително го зголемат бројот на 5 снимки во 25-та година, околу 2700 се направени и ќе работиме заедно многу напорно да се произведи втор 5 скен, за да стигнеме до бројката од 5.500-6 илјади 5 скена годишно, што сметаме дека е доволен број на 5 скенови за да се следи ефикасноста на употребата на терапијата кај пациентите. Се надевам дека оваа година 5 центарот ќе почне и со специфичните снимања на простата, бидејќи во моментот снимањата за рак на простата не може да се вршат, бидејќи се вршат со друг нуклеотид, не може да се вршат во Македонија, одат во соседните земји. Толку. Прашање? Во однос на буџетот, дали ќе има отстапки за разлика од претходните години за онкологија и дополнително најавени беа некои од лековите за онкологските пациенти да влезат во позитивната листа. Кажете ми дали тука има напредок и кога, што тоа требаше да се реализира претходно, меѓутоа имаше некои одложувања. Да. Значи има барање од фармацевските куќи за позитивна листа на одреден број лекови за позитивна Б листа. Значи зборам за лекови кои може да се аплицираат само во болница, бидејќи станува збор за исклучително скапи лекови, таму мора да има договор за управуван влез на позитивната листа кој ќе ограничи цената и максималниот број на пациенти, бидејќи во основа без добро управување на пациентите, вклучувајќи работите што ги спомнав, ние никош нема да имаме доволно голем буџет за сите пациенти. Јас нагласив дека ние мора да имаме јасни критериуми и тие критериуми да бидат еднакво применети на сите граѓани. Не сме да има по-повластени и помалку повластени привилегирани граѓани. Работи Министерството, тоа работиме и ние и се надевам дека дел од тие разговори ќе има ефект. Во комуникација со онкологија и со фармацевските куќи мислам дека нема да се јават значајни недостатоци. Кај дел од имунотерапијата која е специфична, има 3 различни производители кои покриваат широк диапазон и најмалку двата имат достапни количини спрема информациите од онкологија. Секако во детал ја следиме таа состојба и правиме се да го обезбедиме континуитетот на терапијата. Има ли отстапки во однос на буџетот? Ќе имате повеќе пари
Видите, јас спомнав и на предновогодишниот брифинг и сега дека буџетот на Фондот за здравствено осигурување е зголемен за 2,5%, значи не е зголемен за 15% како што беше зголемен во претходната година, што го обезбеди скокот од 70% во буџетот на онкологија. Овој буџет е планиран за зголемување на платите во јавно здравство во март, што е во основна договор на владата со синдикатите репрезентативни, и второ за плаќање на капитациите на матичните лекари кои минатата година беа зголемени на половина на годината, сега треба да ги спаќаме. Разговорите што ги имаме сега со сите, да ги видиме сите внатрешни резерви. Бидејќи морам да кажам дека има простор каде можеме да се подобриме, каде што можеме без буџетски измени да направиме заштеди, и сакам да ви уверам сите дека ние напорно работиме со здравствените установи да го постигнеме тоа. Вкупниот 2.400.000, онкологија 2.400.000 беше условниот буџет за 25-та. Сите здравствени установи го имаат отворено техничкиот буџет, на сите имаат отворено буџетот од лани, значи сите може да прават, како што ги испративме веќе платите во јануари, сите може да прават набавки во рамките на буџетот од 25-та година. Тоа е едно од објаснувањата, информациите кои споделуваме со директорите, дека они дозвола за трошење во 26 имат на нивото на 25-та. Се прашање дали ќе има модификации, каде ќе има модификации, пошто негде се неопходни дека ќе има модификации. Верувам дека и на онкологија ќе има одредено зголемување за 26-та година. Hvala mi.